За досегашните активности околу изградбата на фамозните коридори 8 и 10Д, а кои за јавноста се уште не се видливи, државата Македонија кон конзорциумот Бехтел и Енка исплатила вкупно 167 милиони евра. Потврди денеска првиот човек на јавното предпријатие за државни патишта ЕУ Рустеми. Рустеми уверува дека овие авансно уплатени пари кои биле во склад и со договорот, а и со финансиската програма одобрена од владата, биле наменети за подготвителна мобилизација на проектот. Според него, во моментов се работело на геомеханичките испитувања, а додека за проектирањето на трасите ќе биле ангажирани сите расположливи капацитети од државата. Моментално се вршат геомеханичките испитувања на делница Прилеп-Битола, Тетово-Гостивар, Гостивар до Кичево. Истовремено се подготвуваат и елаборатите за експроприација. Денеска или утре ќе бидат одобрени и сите проектанти за проектирање на сите траси и патните коридори. Сите наши капацитети што ги имаме во Македонија, што проектират, ќе бидат ангажирани и ќе продолжиме најверојатно следната недела да доставиме и барање до Министерството за транспорт и врски за патните коридори и истовремено ќе почнуваме по доброволњето на патните коридори, ќе почнуваме и со експроприацијата по после и со градежните работи. Инаку, како што веќе информиравме, овие пари се уплатени во две транши. Првата во април во висина од 117 милиони евра и втората кон крајот на јуни во висина од 53,33 милиони евра. Според платформата Отворени финансии, со програмата за финансирање на патна инфраструктура за проектот Коридор 8 и Коридор 10Д за 2023 година, втората трансакција требало да изнесува околу 50 милиони евра. Но Министерството исплатило дури 3 милиони евра повеќе од претходно предвиденото, што пак повторно го отвора прашањето дали навистина изградбата на овие коридори вкупно ќе чини 1,3 милиарди евра или пак многу повеќе. Ова, особено ако се има предвид и фактот што според овој документ до крајот на годинава предвидено е на Бехтел и Енка да им се исплатат уште две транши пари во вкупна вредност од околу 250 милиони евра. И додека милионските суми евра непречено и редовно се слеваат на сметките од конзорциумот, на терен состојбата е непроменета. Освен таблите, по некоја дупка и празни градилишта за еднократна употреба, друго ништо нема што би укажувало дека се работи на овој национален стратешки проект, како што го нарече најодговорниот координатор и прв вице-премиер Артан Груби.